Dobro večer, dragi prateli. Редно е, нова година започна, денес веќе втори, да разборуваме што не очекува во новата година. Но вечерва нема да зборувам за знаците, ќе зборувам за геополитичката сцена, значи што го очекува светот. Често ќе спомни за Македонија, но прво да почнеме од светската политичка сцена. Ово што се случува сето не е случајно. Зошто го велам ова? Бидејќи до 4 февруари Јупитер е ретрограден, а Јупитер е странството, значи глобалната, што се случува и во Сирија, и во Америка убиствата не се случајни, особено од 6 декември, кога Марс тргна ретроградно и он ќе биде до 24 февруари. Прво беше во Лав, сега ретроградно се враќа денове во Рак, значи во домот, значи многу може да донесе многу дестабилизација на глобалната сцена во многу држави. Во Србија е гледан, значи не е случајно. Иначе, Марс значи врховната власт ќе биде победи, но да почнеме поред. Од главните играчи на глобалната политичка сцена. Кој ќе земе наталната карта на Трамп, новоизбраниот Доналд Трамп, садател на САД, ќе видиме една работа, дека кај него ретроградниот Марс тргна низ него 11 куќа, тоа е куќа на политички здруженија, и треба да обрнем внимание на безбедноста, можно е политичките противници до 20 јануари да се обидат, да може атентат, или да го невозможат да дојде на власт. Кај него Јупитер, например, се наоѓа во негова 10 куќа на Крера, значи до 4 февруари, он има опасност и да доаѓа на власт, но кој ќе се земе во предвид дека он ги доби токму дворци кога Јупитер беше ретрограден, а во моментот не му е во конјункција, например, со Сонцето, но затоа со месечните јазви, чи кармички работи. Инаку да напоменам дека Доналд Трамп, новоизбраниот председател или старо, кој беше 2020, е роден во знакот на близнаци со познак Лав, али некаде на крајот од Лав. И неговите обвинувања дека ќе запре војната, нема да може во Украина, дека не се исполнат условите, или поточно дека Путин ги заврши зацртаните проекти. Тоа е враќање на историските територии на Русија. Од тие причини, кој ќе се погледа наталната карта на господин Владимир Путин, кој на корона 7 октомври 1952 година, кај него е детални податоци како и за Трамп, он е роден, значи во знакот на Терезија, со познак во Шкорпија. И овие санкции, што судри на Русија, не се случајни. Јупитер годинава влезе во него 8 полет, полема каде и пречки, и до 4 февруари ќе му биде ретрограден. А Марс до 24 февруари во 9 поле на странство, значи јавно господин Владимир Путин не му препорачува да патува надвор и може да се потреба странски служби за дестабилизација на Русија и по неговата безбедност, значи треба да обрне големо внимание. Он спеќе работи ќе иземе некаде од март, поточно април, бидејќи на глобалната сцена, ќе дојде до поголеми орбитувања. Иначе, значи, како што реков, Јупитер му е во 8 поле ретрограден, и некојата со гасот во Европа, која одрежија на Владимир Путин, не случајно Русија ја напушти Сирија и ја остави на Израел и на Турција
да се удава одбраја. Тоа е огромна грешка на Израел, после кој можеби ќе го снема, како и на Турција која може да доживее граѓанска војна и распад. И курдите се возможни да формираат таму држава. Зошто велам гасната игра на Путин, токму е со излегувањето на или напуштање на руските сили од Сирија, бидејќи до нова година, значи до 31 декември, Русија имаше договор со Европа да оди газ преку Украина и Зеленски, кој многу пати кажа дека џока на Путин, кој седи на две соочиња, од 1 јануари, потоа 7 сатот на први, го запре гасот кој одеше од Украина кон Европа, руски газ, значи буквално Русија за транзитот праќа милиарда. Ја, а кој ме слави подобно, значи на мојата веб страница Хороскоп 7 црцичка кајницки.мк и на YouTube канал кажував дека главната операција и специјална операција на Русија е Харков, кај што се вентилите. Значи, руската специјална операција на човекот, некој агресија нареком конфликт меѓу два народа, Путин беше подготвен и, например, кажав дека Јануковиќ беше со задача да дојде до граѓанска војна, потоа би се нарушува, а Владимир Зеленски беше предупредуван дека ќе дојде до конфликт, но беше човек на Путин. Многу пати имам кажано дека Владимир Зеленски стана председател на Украина благодарение на руските гласови од источна Украина, ЕФТ. Он се прослави повеќе во Русија со председателски кандидати и така натаму, отколку во Украина, а секој мора да си го враќа. Што се однесува до Кина, Си Џинпинг ќе искористи оваа година, значи ќе стави рака на Тајван, најверојатно ќе дојде до нивно одделување. А Америка не ми се допаѓаат работите, освен ова што го кажав за господин Доналд Трамп, таму се можни повеќе меѓуетнички конфликти и еве и групата што беше ДЕА што ништо добро, сега е во Сирија, тај ќе испрци граб. Денеска, мислам вчера, и денеска беше, имаше 2 инцидента во Америка, еднот имаше чак 15 жртви, а другиот повредени со експлозија на возило. Тоа беа поранешни војници на САД, но муслимани, кои биле блиски со исламската држава. И што направија Израел, а инаку и арапската пролет беше под команда на Израел. Израел самиот вели дека пењет на Нетањаху дека они имаат најголема колонија на светот, тоа е САД. Не случајно Трамп во минатиот мандат амбасадата на САД од Филаделфија пресили во Јерусалим за да дојде до сите овие конфликти да случуваат сега. И ова скапо ќе учинизира, може да биде избришан, но и може да дојде до распад на Турција, направи огромна грешка. Турција сега најверојатно ќе го сврти вниманието, прошто за 95-та кажа, во моите анализи, ќе сака да го заземе Кипар, бидејќи тука во тие води имаат избори најдено на газ и нафта. И гледаме по европските земји, најголем проблем е демографската катастрофа што дојдува Западот. Вие само за пример еден ќе ви кажа, за недвижниот имот во Велика Британија, што мислите кој најмногу поседува недвижен имот во Велика Британија или Англија, како сакате кажете, посебно, нема да верувате. Тоа се луѓе со индиско потекло, енглезите или британците се на второ место, а на трето место се пакистанците. Тоа е резултат од колонијалното робство Индија што го имаше пред самата нејзина подоба на Пакистан
и на Индија. Сам тој народ само со две вери. Индуси се индиска вера и пакистанците се кои се со мусулманска вера. Значи, предстојат бурни промени на глобалната сцена, кој како ќе го одигра ќе видиме. Путин треба да внимава и да не му се препорачува ни патување на пространство до крајот на февруари. Потоа полека работи ќе ги земе во своји раци. И ово со гасот, ја многу пати во моите мрежи, ако ме сете, кажав дека Путин со светот ќе владее економско поле, ќе има ресурси, не е случајно запрен гасот кон Европа. Европа ќе биде свртена, а Трамп се закани на Европа. Значи, он ќе предизвика и распад него, кажав дека ова година ќе почне, и на НАТО, кажа дека ќе излезат НАТО. Но Трамп е една продзина работа, за мене како аналитичар кажа, сака да ја купи Канада. А добро знаеме кој читал послата генерација Цирпчиња за командант Марк Онтарио, кој да како ќе биде, и веројатно ќе се обиде да го земе по свој раководство Панамскиот канал, тоа ќе војна во Америка. Америка нема доволно војници, они ќе мора да ги повлече од базите и таму имат проблем. А Кина исто така има проблем. Кина има голем проблем со демографски проблем. Они во еден период има закон само едно дете, тоа сега са најстара нација, и затоа Си Џинпинг годинава ќе искористи за препукување на Тајван. Тој е голем индустријски и светски гигант. Дали тој ќе биде на мирен пат или на сад не ќе има можност војно да одбрани, бидејќи војно се заштитени заедно имат незваничен союз Кина и Русија. Кина ја помага Русија економски, додека Русија војно и со војна техника, но Русија во моментот не сум никако воен, глобална силна број 1 војно, борам поради нивните хиперсонични ракети. Инаку би кажав, ова е бурни периоди, бурна година, светот ќе се смени, глобалната слика ќе се смени, и самата година е бројот 9, а 9 во нумерологијата е последен цифрен број. Значи, крајна ќе дојде на светот што опознаме и ќе започне нова глобална подела на светските. Така да не се исклучени многу конфликти, бидејќи марскога е ретро, сега е ретро, почнал 6 декември, ќе биде од 24 февруари, секојашно се опромени и кулите близначи, кај нас војната и така натаму. Кој ќе земе Македонија, реков дека некој збор ќе кажа и за нашеве, да не ве чуди зошто моментално во Македонија се случуваат овие афери зборувам за финансиски. Тоа е причина што Јупитер е ретро е некаде од септември, а ќе биде до 4 февруари во втора куќа, тоа е куќа на пари на Република Македонија, она е продадена во знакот на девица со познак бобен. Но затоа Марси е ретроен ќе влезе во четврто поле, плавата треба да обрне внимание во година на безбедноста, особено само до крајот на февруари, до март, не би многу сакал, за да не ме разберат погрешно и да не се наводат оние што се собрани во владата околу премиеров, неговите аналитичари и советници, да мене пои кафатски му вечи. Ја може да признам некој дека аналитичар, кој ќе ми покаже во индексот дека слушал предната аналитика без река дали новинарска или политичка. Другото е за мене се кафански му вечи, луѓе што не знам што е зборот аналитика. Но не би сака рекол многу за Македонија, само кажа дека треба да се обрне внимание, ако имат потреба ќе се јават. Значи, ќе се потребно во следниот период, или поточно кажано, може ми некратко да ви кажам, сега да освеме за следниот период, како овие две планети ќе владеат, ќе имат влијание поточно кај сите знаци.
Znači retrogradni od Mars koji je 24. februari i retrogradni od Jupiter koja je do 4. februari. Jupiter je u blizanci retrogradni, dok je Mars od Lav se vraća u rak. A rak го представува во дома, четвртата куќа, значи може со многу цивилизации и затоа не е чудно и ово што се случуваше во Србија и што се случува. Драги пријатели, уште еднаш ќе повторам, оние што има желба да ги следат моите налези, треба да притиснат на копчето subscribe или следиме, и ако се допаѓа налезите да стават лайк, а на Инстаграм да ме следат. Посакувам добро ноќ, посакувам среќна нова година, прво здраве, па се останато. Ако нема здраве, се ви е џабе. Уште еднаш поздрав, со создател напред, Македонија пред се.